Време е за нашата утринска тема и веќе најавивме и верувам на особено задоволство на оние кои што рекреативно сака да поиграат партија шах, а при тоа можеби го играат со години или како велиме од млада возраст, ништо кое што се препорачува апсолутно. Ако зборуваме за развојот кај детскиот мозок или детскиот развој, влијанието на шахот во детскиот развој, како и тоа дека навистина е одлична и за поздрав иницијативата за шахот да стане дел од наставната програма. Сме зборувале, сме акцентирале што е она кое што меѓу другото го предизвикува шахот и во детството и во текот на образованието, колку влијае на логичкото размислување, на самата меморија, но и што е важно во детските години или годините кога децата најмногу треба да учат, а тоа е концентрацијата и се разбира сето она кое што меѓу другото треба да го поседуваат пред се интересот и жилбата, а потоа и талентот кој што прилично е видлив од оние кои што се велемајстори ги даваат тие часови. Кај нас тоа е Орце Данчевски, кој што е интернационален мајстор, фиде тренер и првиот наставник по шах во Македонија и единствен за сега ако зборуваме како наставник. Добро утро, Орце, и добро дојдовте во утринската тема. Ви благодарам на поканата. Имаме многу новости што сакаме да ги соопштиме, при тоа и некоја нели дополнување или одлична можност за темата која и претходно ја сме ја начнале, но сметам дека недостасуваат повеќе информации и детали за тоа како и на кој начин се вклучува шахот во училиштата и како станува шахот изборен предмет, но ќе започнеме со ред или со актуелностите. Ние поканивме и дечиња, нели оние кои што се за сега најдобри кај нас во Македонија во шахот и кои што се уште постигнуваат резултати, но ете, за жал се наоѓаме во време кога ни владее грипот и се разбира кога станува збор за децата мора да бидеме апсолутно внимателни. Ќе ги видиме во следна прилика, но за сега вие ќе ни ги пренесете нивните импресии од резултатите и од успесите во последниот период. Секако, благодарам уште еднаш на поканата. Секој се чувствувам пријатно во твоето студио, Ивана. Сега би сакал прво да почнеме со еден прекрасен резултат, кој што пред неколку дена заврши отвореното првенство на Парачин. Тоа се два турнири, А и Б турнир. На А турнирот настапуваат големи шаховски имиња, тој е еден од познатите турнири во регионот, додека на Б турнирот се настапува на учесници со рейтинг до 1900 поена рейтинг. На тој турнир учествува неколку играчи од Македонија и за мое големо задоволство и задоволство на пошироката македонска шаховска јавност, турнирот успе да го освои Ахмет Абдурахман Селим, кој што со 7 поена од 9 партии, иако има само 10 годинки, а тој е турнир за сениори со рейтинг до 1900 поени, успе да освои 100 нови рейтинг поени и да го покаже јавно својот голем шаховски талент со кој што тој го поседува и очекуваме дека ова година ќе биде негова година, дека неговиот шаховски развој, поточно неговите рейтинг поени ќе одат со голема брзина напред. Одлично, ќе го поздравиме Ахмет. Ние сме го имале во минатото и во нашето студио и верувам дека ќе ни дојде и во иднина да може сам тој да ги пренесе своите впечатоци тој надпревар, но и што значи всушност кога навистина младите се заинтересирани или децата се заинтересирани за учење пред се на шахот, потоа играње, редовноста и дисциплината која што како и за секој спорт, техника, сето она кое што е потребно, нели дисциплината е она која што е неопходна. Не само Ахмет, голем број на дечиња кои што во овој момент се занимаваат со играта шах, потекнуваат од иницијативата што ја воведовме 2022 година во Шаховската федерација на Македонија, шахот да биде изборен предмет во нашите училишта. По добената согласност од Министерството за образование, Бирото за развој, шахот почнавме полека да го имплементираме и да влегува во што поголем број на училишта како изборен предмет. Сакам прво да нагласам дека првата главна пречка што имавме во реализацијата на овој проект беше пробивање на една парадигма во нашето општество во Македонија дека шахот е игра за пензионери. Долго време од мојата младост со сликите низ Жена парк, низ сите паркови во Македонија беше двајца пензионери кои што играат шах. И некако таа слика се пресликуваше и во јавноста во тоа време и голем број и многу мал број на деца, на млади луѓе ја практицира играта шах. Со акцијата што направивме во Шаховската федерација, ја сменивме таа парадигма.
се од каде знаеме дека сменивме таа парадигма, тоа го покажуваат бројките, односно пред само 5 години на првенствата на Република Македонија во категорија од 8 до 18 години имавме околу 50 учесници. За да денеска на минатото првенство на Република Македонија од 8 до 18 години имаме 150 учесника во просек, зборувам последните 3 години, а на екипните првенства, каде што учествуваат сите шаховски клубови во Република Македонија, бројката на деца е околу 250 деца кои што учествуваат на тие званични шаховски надпревари од Македонија. Што е навистина добра бројка. Одличен скок. Сето тоа е заради сите ова шахот како изборен предмет во школите. Сега, за да сето ова заживее на вистински начин, да шахот добие уште на поголемо значење, на поголемо вредност како спорт, потребно е да се голем број шахисти, како мене, да се симнаме по училиштата, да ги посетуваме училиштата, особено моите колешки наставничките од прво до пето одделение, одделенска настава, да ги убедиме и да видат дека за да се имплементира шахот како изборен предмет, нема потреба да се знае да се биде шахиста за тоа да се направи. Сигурно дека наставничките играат улогата, бидејќи тие се оние на кои што првенствено вие им го пренесувате знаењето или основите на шахот, а тие потоа тоа треба да го пренесат на учениците и играат клучна улога, но ми се чини дека најважно е она кое што го сакаат децата или кога имаат можност да бираат што тие би сакале да биде изборен предмет кога ќе им се предочи шахот меѓу изборот. Процесот да шахот влезе во образованието како изборен предмет го одлучуваат наставничките и директорите на училиштето. Во месец мај се прави список на изборни предмети кои што треба да се понудат на учениците од септември да се изберат. И по тој терк се нудат на учениците неколку изборни предмети, учениците доаѓаат дома со помош на нормално на своите родители, го заокружуваат предметот што сакаат да го имат како изборен предмет. Сега јас апелирам до поголем број наставнички да го стават во тој список и предметот шах, за да видиме колку децата ќе го изберат овој предмет, а моето лично искуство, затоа што во последен период, последните 6 месеци, сум во една посета на сите училишта во Република Македонија, особено во Скопје. Голем број на дечиња имаат желба и сакаат да почнат со изучување на играта шах. Да, и тоа покажува всушност дека навистина се на прав пат, ако зборуваме за интересот и дека оваа иницијатива која што веќе ја прифатија одредени училишта од повеќе општини, дека навистина вродува со плод. Првенствено тоа е, како велиме, добро за сите, ако ги ставиме на прво место децата, нивниот интерес, квалитетно поминато време и ги знаеме бенефитите кои што ги дава шахот нели при самиот детски развој, но исто така и ако зборуваме на државно ниво и оно кое што ни е потребно како држава, тоа е зголемување на бројот на млади шахисти кои што донесуваат резултати на државата, но меѓу другото и ја промовираат и надвор од нашите граници. И веројатно при вашата комуникација со дечињата кои што ги учите, со оние кои што сте нели во секојдневна комуникација, со сите тие поминати денови на различни турнири, тоа и можете да го констатирате, па и да пренесете дел и кога гледате и како функционираат и децата од широм светот и оние кои што се дел од турнирите. Така е, секако Ивана. Морам да кажам дека каде да се појавам во скопските општини ме пречекуваат со, може да кажам, со широко расширени раце. Веќе во општина Ѓорче Петров шахот е воведен како изборен предмет, во општина Кисела Вода. Сега во среда го имаме семинарот во општина Центар, каде што двајца одговорни наставници од секој училиште ќе дојдат на шаховскиот семинар што го организираме во општина Центар, каде што ќе ги запознаеме со изборниот предмет шах. Сега тука имаме уште еден чекор понатаму, освен уведување како шахот како изборен предмет, во сите овие општини организираме и шаховски надпревар за да го најдеме најдобриот шахиста од прво до пето одделение и од 6 до 9 одделение во овие општини. Значи, сето тоа направивме еден спој од едукација, надпревар и откривање на шаховските таленти, каде што тие шаховски таленти понатаму својот шаховски развој ќе го продолжат во шаховските клубови што ги има во сите градови во Република Македонија. Во тој контекст, веќе во вторник ќе го имаме првиот пријателски меч помеѓу училиштата Мирче Ацев
од Ѓорче Петров и училиштето Круме Кепески од Кисела вода, ќе 6 дечиња од 5 Б одделение ќе седнат на еден убав пријателски надпревар да ги одмерат своите досега стегнати знаења и ќе биде навистина една порака до сите училишта да во што поголем број го внесат шахот како изборен предмет, а тоа ќе биде како и иницијативната каписла за да направиме шаховска лига помеѓу сите училишта кои што го введуваат шахот како изборен предмет. Тоа е една од целите на Шаховската академија Данчевски, каде што во комуникација со сите наставнички кои што ќе го воведат шахот да направиме шаховска лига на територијата на прво на град Скопје, а понатаму и пошироко. Да, и тоа е една одлична иницијатива или следен потек кој што некако последователно доаѓа кога зборуваме за введување на шахот како изборен предмет и се поголемиот интерес кај децата. А детскиот период или тие детски години се години каде што е прилично изразен тој надпреварувачки карактер. Децата сакаат да се надпреваруваат, сакаат да се докажуваат, а истовремено тоа влијае на самата социјализација и друштвата. Се разбира дека сите тоа треба да биде во знак на пријателство и начин на кој што меѓу другото се игра шахот, но ако бидеме реални, живееме и особено младите живеат во време каде што динамиката е исто особено изразена, се е брзо и некако дури нивното функционирање или однесување е прилично брзо. А шахот игра која што бара брзина да, но не на самиот почеток додека се учи или се размислува за потезите. Его го прашувам во контекст на тоа како изгледаат часовите, поточно кога децата би требале од сам старт да почнат да учат шах, поточно од нула, што е тоа кое што првично се кажува и е важно за шахот? Како се советува да стартуваат за да може да продолжат нели во вистинската насока? Сега можам да зборувам во Шаховска академија Данчевски, како тоа го примирувам, како тоа го правам. Нормално генерално пристапот на тренерот кон Не, затоа што постојат голем број на шаховски клубови и сите тие шаховски клубови се имаат шаховски школи, се имаат шаховски велемајстори, интермајстори кои што сепак на свој начин го пренесуваат тоа знаење. Јас можам да објаснам во мојата шаховска школа. Нема универзална рамка како тоа се прави? Имам, а сепак тоа зависи од наставникот. Затоа што шахот е многу има различни аспекти, има многу начини на кои што може да се изучува. Самиот шах е поделен на тактика, на стратегија, па некои шахисти повеќе преферираат тактиката, други стратегијата, некои повеќе отварањето, изучување на отварање, некои завршните. Така да тука се има нормално дека имаме унифицирани работи што треба секој дете да научи, но сепак основите, да, секако, но сепак и тука има разлики кои што зависат од самиот наставник. Во Шаховската академија Данчевски својата настава ја одвива онлайн, вторник и четврток. Второто полугодие ќе не започне на 3 февруари. Се приклучуваат дечињата на мојата веб страна danchevski.mk, каде што часовите сепак се работи за деца кои што се талентирани дечиња. Во нашата Шаховска академија не работиме со деца кои што сака да почнат да учат шах, тоа ќе го стекнат во училиштата со наставничките, потоа талентираните дечиња доаѓаат кај мене на danchevski.mk и тука ги учиме малку посложените работи, односно втор степен, трет степен, четврти степен од шаховската едукација и имаме обавезно едно среќавање во живо, каде што тоа што ќе го научиме онлайн, сите тие работи, средишници, завршници, отварања, доаѓаме да го примениме во играње на меѓусебни партии. Тоа се одвива во кино Беличенец во Кисела вода, во едни прекрасни простори, дечињата од 10 до 12 часот помалата група, од 12 до 2 часот поголемата група, имаме часови во живо, каде што голем број соработници на Шаховската академија Данчевски, овде ќе ги спомнам моите најдобри ученици Никола Николовски, Ивана Манова, Антон Златков, држат предавања, тоа се веќе реномирани шахисти кои што потекнуваат од мене, што се вика, како шаховски тренер, и ја го пренесуваат своето знаење на идните генерации, и самите тие се и на некој начин шаховски идоли на дечињата што се во Шаховска академија Данчевски. Децата ги учиме на добро однесување на морални вредности, на она што им е потребно во животот, кога зборуваме за емпатија, за нели фер игра или фер однос со другарчињата и се разбира дополнително зголемување на креативноста. И ова е еден само мал дел за тоа што всушност се добива кога се игра шах. Се разбира и свесноста на родителите за важноста на шахот и ваквата примена, па и пренесување на љубовта
кон оваа игра на своите деца. Верувам дека во вашето долгогодишно искуство и во работата и со децата, па и со возрастните или комуникацијата со родителите, може да споделите она кое што тие го гледаат како резултат. Зборуваме за оние кои што активно играат. Шахот представува вин-вин состојба за сите вклучени страни околу шахот. Најголемата придобивка што родителите ја согледуваат кога нивните деца ќе почнат да играат шах е токму тоа вие сега што го зборувавте во развој на когнитивните особености кај секој дете. Концентрацијата на прво место и сите оние работи што веќе зборувавме неколку години ги зборувам континуирано на сите мои учества на телевизиите. Но две многу важни работи се добиваат при практицирање на играта шах и учеството на шаховските надпревари. Првата работа е поразот да се претвори во лекција. Еден од главните проблеми како наставник што сум ги среќал со моите малку поголеми повозрастни класови е неможноста да поразот се преброди успешно како што тоа го прават сите спортисти. Сепак шахот е еден вид на спорт, тоа мора да се нагласи. Така да во тоа време кога ќе почне некој дете да стартува со спорт, но во таа возраст секој пораз е откажување и тоа е негативно влијае врз неговиот понатамошен животен развој. Затоа ние велиме шахот треба да влезе во прво, второ одделение кај секој дете, за да преку играњето шах на полесен начин се совлада психолошката бариера наречена пораз. Тоа е едната работа. Втората работа е достоинство во победата. Многу е важно да знаете дека ние шахистите кога се надпреваруваме помеѓу себе, нашата партија трае 4 часа, 3 до 4 часа голема ментална борба. И во таа борба после поразот ние се честитаме, се поздравуваме и после партија сме пријатели со нашиот противник. Тоа е шахот не учи како да бидеме достоинствени во победата. Тоа е многу важна особина која што децата ги учат од преку играта шах. Да, и навистина тоа е и потребно во било која ситуација во животот со која што ќе се соочат и нешто што ги подготвува практично на тоа што значи живот. Но и можеме да забележиме и преку различни надпревари кои што се гледаат и на интернет и онлайн или преку медиумите како во светот се игра шах и дека навистина постојат и детски турнири каде и тоа како децата играат шах. Што е потребно за да се биде дел од тие турнири, поточно како вие конкурирате таму, како и на кој начин се одвива самото учество, дали постојат одредени критериуми, што е тоа кое што е потребно? Да, секако. Вака сега, постои систем на надпревари кој што се доаѓа до светски европски првенства. Тоа е најверојатно така во сите спортови, така и во шахот. Имаме прво локални турнири на ниво на град, потоа имаме државни турнири кои што се најважните турнири. Тоа се што ги спомнав и јас од 8 до 18 години, секоја година се организираат во Македонија, кај што сега имаме над 150 деца. Од таму прваците стекнуваат право да ја представуваат Македонија на европско првенство или на светско првенство. Сега што е многу важно, финансиите се многу важни кај талентираните шахисти. Голем број, сведок сум на голем број талентирани дечиња заради неможноста да изнајдат финансиски средства да учествуваат на такви надпревари и го завршуваат својот шаховски пат многу рано. Така да тука мора да има сенс и самата држава. Да се даде таа поддршка од тие ситуации. Поддршка на Шаховската федерација, од самата држава, од Министерството за спорт е неопходно за да нашите таленти може да се надпреваруваат на големите светски надпревари. За сега целата таа работа е оставена врз родителите, можноста родителот да се снајде како своето дете ќе го праќа на меѓународни турнири пред се, да го стекне тоа меѓународно искуство, за да на крај дојде до некој европско светско првенство. Така да, за жал, тоа е реалноста, но ние сме тука да се бориме, да ги променуваме работите на подобро, па ќе видиме до каде ќе стасаме. Така е. Кога зборуваме за тренинзите, ако така е соодветниот термин и за шахот кога зборуваме, за оние деца кои што веќе активно се занимаваат со шах и се дели од академијата и се разбира и на самите турнири и првенства, колку дневно се, не се тука да ги прашаме, па затоа морам вас, колку дневно се тренира? Прваците на Македонија во сите категории минимум 3 до 4 часа, тоа е минимумот кој што мора да го посветат за да дојдат на тоа ниво на кое што се. А додека
искуствата од другите држави, веќе не мора далеко да одиме до Србија, до Бугарија, се зборува до 8 до 10 сата дневна работа со лични тренер за секој првак на тие држави. Па значи нема време за ништо друго. Не, си имаат време. Има 4 часа сосема доволно за да се дојде во тој свет на полупрофесионализам. Зошто 4 часа од 24 не се многу, со добра организација на денот се постигнува. Па добро, ако едно дете треба да спие до 10 часа, му остануваат ште 14, од кои што 5 часа школа и останатите. Сето тоа е индивидуално, сето тоа е спрема приоритетот на детето, на родителите, така да тоа е веќе во друга сфера. Така е, да, секој со својата организација, така велиме, и тоа што е важно, тоа е приоритетот и ако зборуваме и за образованието или приоритетите кои што треба да ги има и во образованието за еден ваков предмет и тоа како треба да бидат присутни. Кога ќе направиме една паралела или споредба на шахот со другите спортови или со другите игри, еве вака да речеме во спортот знаеме пред се кога имаме физичка активност се трошат калории или можеби се растретуваме ментално, но некако се ослободуваме од стресот преку физички напор. Во еве да речеме интернет игрите или во како велиме игрите за кои што ние и за тоа сме зборувале, исто така нема така физичка активност, но има ментална активност и на тој начин трошење калории и внесување во нешто е важно. А кога зборуваме за шахот, веројатно ќе го споменеме истото тоа. Иако можеби нема физичка активност, менталната гимнастика и тоа што го прави шахот со нашиот ум и тоа како нели влијае на психофизичката состојба. Кога ќе ги погледнете победниците на шаховските надпревари и кога ќе видите, тоа е сепак се физичките најспособните шахисти. Сите професионални шаховски умови посветуваат големо внимание на шахот. Но оној, например, ќе го земе Магнус Карлсен, оној кој што ќе посвети на својата физичка спрема, физичка издржливост, кондиција, тие се најдобрите шахисти во светот. Значи, многу е важна таа физичка кондиција во шахот, затоа што една шаховска партија трае 4 часа, до 6 во тој период. Се губат голем број на калории, голема ментална активност и на крај заради физичкиот недостаток на сила паѓа концентрацијата. Затоа е важна таа физичка издржливост. Голем број шахисти, Магнус Карлсен, Гюкеш, во својот шаховски начин на работа го вклучуваат и спортот. Тренираат и други спортови, трчање, тенис, фудбал, за да добијат таа физичка сила која што е неопходна за да се дојде во самите светски врвови. Да. Значи ќе треба и во дневниот распоред да се вметне физичката активност која што оди рака под рака и со она која што велиме дека е. Шахот е компатибилен спорт со фудбал, со кошарка, со сите физички спортови. Едно дете е многу важно да има физичка активност и ментална активност. И голем број мои ученици ги комбинираат тие спорт, активен спорт, фудбал, кошарка со шах. Да. Ако прашаме кој е најдобар во детскиот свет или во детскиот шах на светско ниво, има ли држава? Тоа е најлесно одговор прашање. Тоа се светските бораци Гюкеш, децава сега доминираат во светскиот шаховски врв. Неколку пати тоа го имам потенцирано. Тинејџери се веќе деца кои што се меѓу самите најдобри играчи во целиот свет. Во овој момент доминираат индијците, Индија и Кина. Се најбрзо растечки шаховски велесили со најголем број на нови шаховски таленти. Најверојатно го имаат поставено системот на образование, воведување на шахот во образованието, наоѓање на талентите, пренасочување на талентите кон тие шаховски кампови и создавање на светски прваци како што е Гюкеш. Да. Веројатно што е, претпоставувам, умилен кај младите шахисти и оние кои што се надпреваруваат. Во овој момент Индија и Кина шахот е спорт број 1. Да. Добро, и треба да се земат примери од тоа каков е пристапот таму кон шахот и што е тоа што треба да се направи. Кога ќе се игра партија шах, особено кога е тоа заедно со децата, претпоставувам дека исто едно од чистите прашања е кога се почнува со шахот, која е неважната фигура и нешто за кое што исто и претходно сме зборувале, но некако не зборуваме за омилената, затоа што секој ќе си каже може своја фигура, но која е најважната, онаа која што можеби најчесто ги решава ситуациите?
позициите што настануваат во шаховската партија се бесконечни. Да. Така да секоја позиција си има своји карактеристики. Многу тешко, сега ме провоциравте, многу тешко можам да ги убедам дечињата дека велиме дека топот е поек од ловецот. Топот вреди 5, ловецот вреди 3. Но постојат огромен број позиции каде што ловецот подобар од топот. Има специфични позиции се настануваат во шахот, кога некој ловецот доаѓа некоја доминантна позиција кога што вреди повеќе од топот во таа позиција. Истото важи и за коњот. Така да шахот е некако толку релативен, односно во дадени моменти важат правилата, во дадени моменти не важат тие правила, важат сосема други правила кои што треба да ги откриеш во тој момент. И затоа ова игра толку богата, толку интересна, затоа што има преплетување, значи за да успееш во шахот, викаат да станеш добар шахист, треба да ги научиш правилата. Да станеш најдобар шахист, треба да научиш кога да ги прекршиш правилата. Да, тоа е дозволено. Тоа е дозволено, да. Зборувам на шаховските правила, сега зборувам дали ние имаме позиции кои што се дефинирани како подобри за едниот или за другиот, за едната или другата фигура, но ти треба да знаеш во кој момент треба да го прекршиш тој правило, да одиграш некој потез кој што на прв поглед изгледа лош, а во суштина во себе има голема тајна. Да, но треба да бидеш сигурен и со доволно самодоверба за да се одигра таков храбар потек, нели што веројатно го прават и оние кои што ги носат самите успеси. Знаеме дека и времето е многу важно во шахот. Претпоставам дека кога се учи или зависно во кој надпревар или турнири постои време, во кој не или во секој постои време. За многумина, особено за почетници, времето е притисок. Но претпоставам дека тоа понатаму се некако доближува. Тоа е тајм менеджмент. Постојат три вида на шаховски надпревари. Светската шаховска организација го организира својот начин на работење врз три временски контроли. Тоа е стандард шах, тоа е кога една партија трае од 4 до 6 часа. Тоа е рапид шах, каде што партијата треба да заврши во рок од 30 минути, и тоа е блиц шах, каде што партијата треба да заврши во рок од 10 минути. Значи, и такви рейтинзи постојат и во светот. Имаме стандард рейтинг, рапид и блиц. Сега што е ново, ме подсетивте, од оваа година FIDE воведува шампион во тотален шах. Прво имавме светски првак во стандард шах, Магнус Карлсен, светски првак во рапид шах, Магнус Карлсен, светски првак во блиц шах, Магнус Карлсен. Значи, еден првак во различни... Да, тоа е феноменот наречен Магнус Карлсен, според мене најдобриот шахист на сите времења. Тоа е друга тема, ќе зборуваме посебно за него, може да направиме на посебна анализа. Сакам да кажам дека на тие три временски контроли се прават турнирите, а сега за прв пат во историјата на шахот ќе се спојат сите три контроли и ќе се најде кој е најдобриот. Се знае дека тој е Магнус Карлсен. Додека не се појави никако што ќе го наследи. Да, но кога би се споиле, како тоа би изгледало, еве вака чисто сум љубопитна. Веќе чекам да видам, тоа ќе биде од оваа година новост во Светската шаховска федерација, каде што турнирот ќе биде од трите темпа, како тоа ќе се направи. А како сите ќе играат по различно време и на крај ќе се одбере на добриот? Да, во сите три шаха. Од сега имаме посебни турнири, стандард шах. И сите турнирот се завршува во тоа временско темпо. Имаме посебни турнири во рапид шах. И се завршува, сите играат во тоа темпо. А сега ќе се направи турнир каде што ќе играеш со противникот и рапид, и блиц, и стандард. Така, и ќе се... Три партии. И сега ќе видиме како тоа ќе го регулира FIDE, ама ќе биде многу интересно за гледање. Колку е шахот побрз, толку е поинтересен за гледање. Колку е поинтересен за гледање, толку повеќе публика има, колку повеќе публика има, толку повеќе финансиски средства има, колку повеќе финансиски средства има, толку повеќе луѓе играат шах. Тоа е логиката. Да, и тоа е ланецот кој што нели или еден круг кој треба да има своја целина. Кога зборуваме за времето, како стојат со времето нашите млади голем шампиони? Проблем, децата имаат голем проблем со времето, но од обратна гледна точка. Многу се брзи. Значи, тоа е тоа што... Дечињата имаат, само штамата рече, имаат голема самодоверба на почетокот, мислат дека многу знаат и многу брзо се одлучуваат за потекот, а секој брз потек во суштина не е најдобриот потек и така доаѓа до пораз. Значи, мојата целка на почетокот е да ги смирам, да ги стават речињата под нозете, вака да седнат и да се размислат малку подолго, тогаш да одиграат потез, и кога ќе забележам дека некој дете има својство да размислува повеќе, да не брза, тоа дете е шаховски талент. Тоа е првиот показател дали некој детенце е талент, дали ќе може да се сконцентрира подолго од
минута време на една позиција. Тоа е првиот показател дека детето е шаховски талент. Да, си имате вие свои показатели кои што некако ве насочуваат за тоа како и на што дополнително треба да се работи или како и вреди да се вложува и кој е со потенцијал, и тоа апсолутно така треба да биде. И кога ќе споменеме, а вие ги споменавте и пензионерите или луѓето од трета доба кои што сакаат да играат шах и уживаат во тоа, и знаеме дека нивниот начин на играње е токму вака со табла и фигури. Споменавте дека вашите часови се онлайн и нешто кое што е карактеристично за денешно време или за младите генерации. А кога ќе прашам што е правилно или како подобро се учи, што би кажале вака со шах пред нас или на компјутер? На двете начини. Значи, тоа новите шаховски имиња се интернет имиња. Целото свое теоретско шаховско знаење го има стекнато онлайн. Преку компјутери, преку програми, Chessbase, преку голем број на шаховски програми за играње, рипка, Stockfish, но вистинското шаховско знаење пак тоа знаење се употребува на турнири во живо. Значи, јас сум против играње сериозен шах на интернет, затоа што тоа играње треба да биде само како забава, затоа што сепак мораме да признаеме дека има голем читинг, односно голем број луѓе користат шаховски програми и наместо да играш против него, ти играш против некој многу јак шаховски програм. Да, автоматски се мами, мамење. Да, мамење, да, Фиде се бори многу против тоа, но кога се работи за шах во живо, тоа е оној вистинскиот шах. Да. Значи, двете комбинирани работи, тоа е тајната на успехот. Да. И мило ми е што ги отворивме овие прашања и што некако се доближивме и до тоа што всушност значи шахот, како се игра и што е важно за истиот. И кон крајот на разговорот ќе се навратам на кое што всушност наш повод, а тоа е воведување како изборен предмет во наставната програма. Добро споменавте, во кои училишта веќе тоа се случува и на што се работи во иднина. Откако постои оваа иницијатива, кој е вашиот впечаток, дали тоа кај нас кога веќе зборуваме за државата и поддршката која што треба да се даде, дали се одвива според вас и вашите очекувања тоа онака како што треба, со добро темпо, или некако сметате дека малку по-споро и по-тешко се одлучуваме на такви чекори? Да, патот веќе 4 години помина, за сега сме влезени во 50 училишта. Темпото не е многу брзо, но сепак јас сум оптимиста дека ќе одиме подобро понапред. Работата на шаховските работници како мене, шаховските велемајстори, интермајстори е да се приклучат кон оваа иницијатива во првото училиште до себе, да најдат време да ги посетат дечињата, наставниците, да го забрзаме тој процес, како што самите рековте, клучни партнери во овој процес не се наставниците, да ги мотивираме, да најдеме начин да допреме до нив. Постојат прекрасни наставници во нашите училишта. Во секој училиште има некој наставничка кој што во себе го има она кој што го разбира тоа што го нуди шахот, дека е една можност за детето да му се подобри на некој начин неговиот понатамошен развој. Да, и да се истакнат сите квалитети, оно кој што го поседуваат и се разбира доколку има особен талент, се пренасочува онаму каде што треба. Урца, благодарам многу за вашето гостување и за разговорот кој што го имавме денеска. Навистина интересен, барем за мене секогаш кога шахот е тема, верувам и за оние кои што го сакаат па и го играат шахот, да се насочиме кон она кое е наша иднина, тоа се младите генерации или генерациите кои што допрва и тоа како треба да донесуваат одлуки, логично да размислуваат, да имаат својата концентрација и добро да се справат со предизвиците во денешно време, особено кога зборуваме за технологијата. Но ако се спријателиме на овој начин со технологијата, се разбира дека ќе помогне и во успесите кои што ги носиме во шахот. Со надеж дека ќе ги имаме младите шахисти во иднина, да ги слушнеме и нивните импресии за тоа како поминале, а се разбира и да очекуваме нови успеси. За сите кои што сакаат, и те споминавте, онлайн на Академија Данчевски, односно Данчевски.мк, можат од 3 февруари или конкретно во вторник да се вклучат и да учествуваат на некој онлайн час. Ви посакувам успех и продолжете со она кое што е веројатно и ваша мисија кога зборуваме за шахот. Благодарам многу. Благодарам.